Подрачното училиште во село Трсино, во кое учат 35 деца, и градинката која е во склоп на училиштето ќе штедат на сметките за струја. Монтажата на 32 фотоволтаични панели на кровот од училишната зграда треба на ноемвриските сметки за струја да покаже минус 50% заштеда. Покрај заштеди, училиштето, црквата и игралиштето се комплетно осветлени во текот на наукните часови. Овој проект е финансиран од страна на Светската банка, тоест преку Министерството за финансии, каде што тие инвестираат 75% и 25% е финансирано од страна на општина Виница. Со овој опфат можеме да кажеме дека со поставувањето на фотоволтаичните панели се намалува трошокот на електричната енергија во основното училиште Никола Парапунов. Меѓутоа, овие фотоволтаични панели ќе користиме и за намалување на трошоците за електрична енергија и на градинката во село Трсино. Меѓутоа, не е само ова инвестиција во делот на фотоволтаичните панели, туку ги осветливме и сите капитални или поголеми објекти кои ги има село Трсино. Тоа се градинката, основното подрачното училиште Никола Парапунов, црквата, како и игралиштата кои ги има во село Трсино. За менаџерскиот тим, придобивките од фотоволтаиците доправа ќе се калкулираат. Со овој проект можеме да кажеме дека добива многу. Една од придобивките е осветлување на училиштето во голем дел од површините што се наоѓаат пред него. Можеме да се пофалиме затоа што вечерно време основното училиште се гледа оддалеку, а тоа е придобивка и за целото училиште и за селото Трсино. Фотоволтаиците во село Трсино е првиот завршен од трите проекти кои се финансираат преку Светската банка и општина Виница. Во тек изградба на филтер станица во селото, како и изградба на локалниот пат во село Грљани.